главното градско подрачие, односно на главната улица, като главна работа от 2012 година. След около 2 месеци, заедно с метрите от Налец, поставени си известия до майданите на Дава улица, на Дава улица. Букващо се изискуват декадото за купуване на специализираните канти или курви за отпадъци и край и така това трябва да се случи по по-скоро време, заради това, що ако докато се нема на курва, видно курва няма да биде подигнат от местото, където го остави. Всичко това е корект, некои от веганите веќе си го има набавено, пишуваше там цени, големина на корпите и да се кажа. Некои може би набавили, некои може би въобще не набавили, но до ден денес ова главна улица вървеа на специализирани возила, кои што навремено ја собира отпадот. Дали исто така комуналниот отпад, исто така хартијата, возила за миење или чистење на улиците. И сега пред 2 месеци исто така добивме, односно последната сметка се доби исто така известие од Налец, дека од 1.1.2015 година собирањето на комуналниот отпад ќе се врши од определени локации, но непосредна близина на улицата, бидејќи постои забрана за движење на секој вид на сообраќај по оваа улица. Што значи непосредна близина? Пример од Магнолија, како главна улица, до семафорите на почетокот на Парво нема ниту еден контейнер. Што значи дека доколку се случи оваа регулатива, што ќе се случи со граѓаните кои што веќе ги купиле овие корпи за дубле, односно за отпад, и каде ќе ги носат. Значи еден контейнер постои кај Магнолија или кај стаклената, другиот контейнер постои негде кај улицата што е страната на Офицерски. А до сега јас немам видено ниши на тротоарите на големите улици, кои што се предиспозиција дека ете во таа близина би имало некој контейнер. Епа се појавува едно прашање, замислете ли граѓаните на оваа улица, кои што живеат и работат, со корпите за отпадоци, како се шетаат, за потреба за контейнер. Би сакала представниците на Налец малку подетално да објасни за ова прашање. Владко Тючински.